Стотици австралици побегнаа во центрите за евакуација, бидејќи пожарот во преградието на град Перт продолжува да расте и да им се заканува на заедниците. Пожарот најголемиот што градот го видел со години изгора со 9000 хектари, уништувајќи 71 дом. 6 пожарникари се здобиле со повреди. Надлежните ги повикаа заедниците во близина на пожарот да се подготват да заминат или да се засолнат, пренесува BBC. Главниот град на Западна Австралија е во средина на блокада на коронавирусот, што предизвикува компликација на пораките за совети за безбедност за 2 милиони жители на Перт. Чувари во училиштата по протестите против затворање на Алексеј Навални сака да распореди Русија за да се осигура дека учениците нема да бидат вклучени во понатамошните протести, објави весникот Комерсант. Персоналот кој што е специјално обучен би требало да разговара со младите на така наречен нивен јазик во врска со незаконските собери. Инаку властите во Русија веќе повеќе денови се обидуваат да ги сузбијат протестите во знак за поддршка на Навални. Унгарија стана првата земја во Европската Унија што даде прелиминарно одобрување на руската вакцина за коронавирус Спутник 5. Во четвртокот шефот на кабинетот на премиерот Виктор Орбан потврди дека и рускиот удар и вакцината Оксфорд AstraZeneca добиле зелено светло од здравствените власти. Министерот за надворешни работи Питер Сијарто патува во Москва за понатамошни разговори, каде се очекува да разговара за договорот за пратка како и дистрибуција. Првите резултати од испитувањата на вакцината Спутник 5 покажаа ветувачки резултати, пренесоа американските медиуми. Унгарските здравствени власти се исто така во Пекинг на разговори со кинеските власти за одобрување и итно доставување на 1 милион дози на вакцината Sinopharm, која што веќе се користи во Србија.